60% од младите во Северна Македонија мислат дека не можат да влијаат врз властите, покажа студија на Вестминстер фондацијата. Ке се сменили тоа ако гласаат пред полнолетство. Мораме да ги вмешаме некако младите порано во политика и да ги заинтересираме, бидејќи тие се и ќе останат дел од општеството. Ако веќе се намали старосната граница да може да се гласа на 16, многу од партиите ќе ги манипулираат младите. Сите кои што сакаат да гласаат на 16 годишна возраст да поминат еден психички тест. Не треба толку одговорност да им дадеме на младите, особено на 16 години. Јас сметам како млада средношколкиња што има 17 години дека само ради што имаме државата кога ќе наполниме 18 години може да не смета како легално возрастна личност и дека можеме да например полагаме за кола, исто така да гласаме, да отвориме кредитна картичка или сите тие финансиски работи, но мислам дека како 17 годишна девојче сум многу заинтересирана во политика и дека како што живееме во Македонија, гледаме дека многу голем дел од гласачките статистики се луѓе од што се над 40 години. И сметам дека како млади луѓе ние мораме да придонесеме нашите гласови да се слушнати, прво, и второ дека мораме да ги вмешаме некако младите порано во политика и да ги заинтересираме, бидејќи тие се и ќе останат дел од општеството. Јас мислам дека во денешно време младите земаат се поголем замав во тоа како се изразуваат, начинот на кој што ги прават работите, меѓутоа и сметам дека прават огромни промени, позитивни промени, како што е пример со различни климатски активисти или млади луѓе кои што сакаат да се вклучат во политиката, како што каже Марија. Меѓутоа сметам дека може да се направи едно изменување, односно сите кои што сакаат да гласаат на 16 годишна возраст да поминат еден психички тест, да се види колку се спремни, затоа што сепак кога исто како што кажа Марија, кога отвараме картичка, кога возиме, сепак има возрастен кој што е со нас. Па јас би сакала да кажам дека, како што ти кажа, дека младите веќе се активираат за политички проблеми, сакам да потенцирам дека тие не се активираат преку влегување во политички партии или преку гласање, туку тие си имаат своји начини на активирање за работите што нив ги интересираат и за што нив ги засегаат. И мислам дека ако ја намалиме старосната граница за гласање на 16 години, ќе ги онеспособиме младите да си го искажат својот глас како што сега го прават, например како со протести, со излегување на улица, затоа што така тие се најгласни, така тие најмногу може да бидат себе си без да бидат било како да имаат влијание од други работи. Аз ние знаеме сите дека кога стануваш за гласање, многу работи влијаат на тоа како ти ќе гласаш. Ако веќе се намали старосната граница да може да се гласа на 16, многу од партиите ќе ги манипулираат младите и младите многу ќе го изгубат својот глас и својата невинност кон многу проблеми во општеството и тие многу ќе гледат попартиски, а не само да се подобри државата и да се подобра да ги решат проблемите нив што ги засега. Ја веќе сум приклучена во истите политички и социјални активности и јас сакам да придонесам некој вид на промена и знам дека ќе морам да чекам за тоа да се случи. И државата на еден начин ме онеспособува и ме ограничува со тоа што ми вика дека не може мојот глас да е валиден и да се смета како валиден, се додека немам 18. Јас мислам дека со тоа што се развива технологијата и со тоа што можеме фактички да ги проверуваме работите кои што се пласираат пред нас, можеме директно да се вклучиме и ние директно да прогледаме низ лагата кои што
доколку се случи од некој политичар, да ја пренесе на нас. Јас останувам на мојот став, бидејќи мислам дека не треба толку одговорност да им дадеме на младите, особено на 16 години. И како што кажав, не треба да им го земеме, да им земеме моќта тие да си ги искажуваат своите мислења на свој начин, бидејќи така се помоќни. Мислам дека ако им дадеме можност тие на 16 години да може да гласаат, им даваме преголема одговорност да бидат премногу вклучени во политичката сцена. На многу млада возраст кога не треба ни тогаш такви одлуки да прават за државата, треба повеќе се грижат за кај што треба да учат за утрешниот тест или каде треба да излезат вечерта, а не да одлучуваат пензиско осигурување која партија најдобро ќе даде или кое здравствено осигурување најдобро. Младите можат помладо да гласаат и побрзо да ги однесат одлуките за проблемите што тие ги имаат, тие можат да влијаат побрзо и на поефективен начин него моментално. 64% од младите до 35 години гласаат на избори, 7% членуваат во партија, а 63% велат дека сите партии се исти.